Францускиот претседател Макрон на церемонијата за одбележување на 100-годишнината од крајот на Првата светска војна ги повика светските лидери да го отфрлат национализмот. На гробот на незнаниот јунак пред шефови на држави и влади од 70 земји учеснички во конфликтот, меѓу кои американскиот и рускиот претседател повика да се борат за мир и го опиша патриотизмот како целосно спротивен на национализмот. Новите идеологии манипулираат со религиите, додека историјата се заканува да го повтори својот трагичен тек. Да градиме надеж, наместо да ги користиме сопствените стравови едни против други. Уништувањето на оваа надеж со фасцинација за изолација, насилство или доминација било грешка за која што идните генерации со право ќе не сметаат за виновни. Службата заврши со звукот на трубата, што на 11-тиот час од 11-тиот ден на 11-тиот месец пред точно 100 години го означи примирието на Западниот фронт. Трамп не ја засени церемонијата, но го привлече вниманието на камерите. Прво го откаже присуството на гробиштата поради лошото време. Потоа по триумфалната порта, наместо заедно со сите светски лидери, дојде сам со својот автомобил и обезбедување, а пред поворката на Шанзелизе му истрча активистка на Фемен со голи гради на кои пишуваше лажен миротворец. И на крај со задоцнување пристигна на свечениот ручек во претседателската палата. Камерите не ја пропуштија и последната од серијата битки во ракување, во која Макрон повторно успеа да го победи Трамп, дозволувајќи му прв да почне да се повлекува, а потоа го стисна млскавично и го пушти ноншалантно гледајќи во камерите. 100 годишнината од крајот на Првата светска војна беше одбележана низ целиот свет. Британија, која не сака да биде дел од свеченост со која доминира Франција, организираше своја во Уајтхол во Лондон, каде што заедно со кралското семејство и државниот врв венец положи и германскиот претседател Штајнмајер. Во Австралија церемонијата се одржа во Националниот меморијал на војната во Камбера, а во Аделаид авион фрли илјадници црвени булки од хартија како символ на пролеаната крв. Во Нов Зеланд победата беше одбележана со почесна стрелба во Велингтон. Мораме да учиме од минатото за да пловиме подобро низ променливите струи на нашето време, заради нашите деца и новите генерации. Австралија и Нов Зеланд претрпеа огромни загуби во битката кај Галиполе во Турција во 1915-тата. Во Индија, која прати 1,3 милиони војници во заедничката војна, шкотски гајди свиреа на војните гробишта во Делхи, а премиерот Моди порача дека иако неговата земја не била директно вмешана, индиски војници се бореле низ цел свет за мир. Во Првата светска војна загинаа 9,7 милиони војници и 10 милиони цивили.